Се подига квалитетот на женската фудбалска репрезентација на Македонија. Нашите фудбалерки отиграа одлични надпревари со новиот селектор Александар Андов, кој беше назначен на само 7 дена пред првиот надпревар. Ќе ви кажам искрено, сите жалиме за тоа што го испуштивме. Можеби не бевме свесни што ќе добиеме, но јас бев назначен на само 7 дена пред почетокот на првиот надпревар. Така. Од тие квалификации немав можност нити да гледам играчи, нити да селектирам. Имав краток временски период играчи кои што не беа во таа репрезентација, да пробам да ги вратам од одредени причини. Не биле таму, успеав со 2-3 играча да се договорам да бидат сега дел од ова репрезентација. Претходно бев дел од стручен штаб на претходниот селектор Кирил Изов. Веќе ги знаев ситуациите во самата женска репрезентација. Тргнавме добро, тргнавме со победа против Латвија у гости со 3-4. Беше екстра надпревар. Екстра надпревар, и стварно го изигравме добро и квалитетно, бевме мотивирани сите. Некако на тој надпревар, како да владееше некоја хемија, некоја енергија, бевме сигурни дека ќе победиме. Селекторот во гостувањето на трибина на М-нет направи кратка анализа на надпреварите од групата 2 од Лигата на нации. Потоа дојде Словенија дома, го изгубивме тој надпревар, но Словенија е на стварно многу високо ниво. Нивните играчи кои што играат таму, од 23 играча, 16 или 17 не ме држите за збори, играат во Германија, Италија, Шпанија и се во први лиги, значи тоа се квалитет невиден. Так. Ако самиот факт кој претходно имаме губено 12 или 13-0 од таа репрезентација, сега држиме тука 4-5, значи нивото е качено, иако ние како репрезентација искрено многу тешко можеме да одиграме два надпревари во рок од 7 дена. Го немаме тоа ниво, нити физички сме толку спремни, нити психолошки, секако. И сега по тој надпревар некако се роди некој оптимизам кај нас дека можеме да направиме некој добар резултат. Андо вели дека Фудбалската федерација на Македонија му овозможила одлични услови за работа, а додаде и за неговиот стручен штаб. Морам да кажам дека Фудбалска федерација на Македонија ми овозможи многу добри услови за работа. Со тоа што бившата деканка и професорка по спортска психологија Ленче Андреевска, која сега ни е моментално психолог во самата репрезентација, Дејан Чингарски од Струмица ни е фитнес тренер, значи имаме уште 20 членови на стручен штаб, што значи многу за мене како селектор и за самите девојки, знаејќи дека менталниот и психолошкиот пристап е многу битен, за поготово во женски фудбал. И тој менталитет победнички дека треба да се гради постепено. Професорката Ленче ни даде многу од нејното искуство, бидејќи беше личен психолог, спортски психолог на Кирил Лазаров и на Алкалоид и на машката и женската ракометна репрезентација. Големо искуство во неа. Фитнес тренер Дејан Джигарски ни ги држише сите, ако ви кажам дека во 6 надпревари имаме само една повреда. Андов е задоволен неговиот стручен штаб, кој веќе поставува темели на здрава репрезентација со далеко подобри резултати во минатото, иако тоа е селектор краток период. Дојде веднаш надпреварот со Латвија, јуни месец, со Молдавија. Дома изигравме феноменално, сите параметри беа на наша страна, поведовме 1-0, но заврши 1-1. Со еден удар на гол ние завршиме 1-1. За само 3 дена тогаш игравме пак со Молдавија во гости. Направивме добра анализа, се мотивиравме добро, отидовме таму, победивме 2-4. И ние бевме втори во група. Со тоа што очекавме Латвија дома, со веќе победа во гости, и мислевме дека ќе биде све како што треба. Дававме се од себе, изигравме квалитетен надпревар. Примивме несреќен гол во 48 минута од прекин за 0-1. Наташа Андонова даде прекрасен гол во 90 минута. Имавме 5 минути каде притискавме, беше се отворено, беше фрлено се на една карта на таа победа и за наша несреќа 95-та минута примивме втор гол од Латвија дома, со што ги изгубивме шансите за тоа второ место. Зборам за бараш надпреварот. Македонија прикажа одлична игра во овој циклус, имаше 2 победи, 1 реми и 3 порази.